Андрей Пајмаковски, па навистина е слика и прилика постојано да го гледате, да уживате во оваа убавина, но и голем професионалец, односно супер модел кој што дел од нашата агенција Models In и еден од ретките, можам да кажам, момчиња кои што успеа и интернационално. Дестинации како соработки во Шпанија, Србија и многу повеќе самиот ќе ни открие. Андрей, здраво! Здраво, Тина! Здраво и на Тео. Прво сакам да ви се заблагодарам што бев повикан како гостин на вашата денешна емисија. Стварно ми е чест да бидам дел. Андрей, нас ни е поголема чест со оглед на тоа дека барем генерациите што се на Тео, барем припадничките на понежниот пол и те како добро те познават, впечатлив си, па дури и Тео самиот вели сакам и јас да сум модел. Но еве откри ни ја тајната. Дали модел всушност е нешто што го правиме за да привлечеме внимание, односно да бидеме поатрактивни и да заведуваме, или е една тешка професија која што бара многу труд, многу енергија? Да, па сега искрено јас би кажал дека е тешка, професија, бара и труд, исто така и енергија, затоа што оние кои не се уствари како модели, тие сметаат дека нештото е лесно да се прави, додека се внатре, кога се тие во бизнисот, тие уствари самите гледаат колку е тешко нештото, односно. Јас би кажал и како Скопје, Македонија, кај нас, нештото е тешко да се прави, а посебно во странство каде што има една огромна компетиција. Не се споредува. Така, кастинзи и тоа огромен број, да. Не се доцни, притисокот е голем, огромна конкуренција. Но ти најверојатно немаш никаква конкуренција кога станува збор за додворување. Како ти оди на тоа поле? Или не мора да оди? Искрено, кога зборуваме на таа тема, јас сум немал потешкоти, но се случило и да имам потешкоти, бидејќи за мене, кога станува за стартување и додворување, јас одлучувам нештото да го направам во живо, затоа што друго е кога ги гледам, покретите на едно женско лице и самата енергија која ја чувствувам. И мислам дека е едноставно како по старата генерација. Јас гледам како правеле по старата генерација и така е, според мене, мислам дека тој е подобриот начин, а додека во денешно време, да, нажалост, те оди преку социјалните мрежи, односно преку пораки во инбокс, како што спомнавте, јас ве следам од веќе неколку минути. Нажалост, да, оди преку инбокс, но јас би кажал дека е би кажал дека е тотално различно кога нештото се одвива во живо. Затоа јас ќе си побарам супер традиционално, да не заборавите да се вклучите. Андреј, вие во моментот инспирација, па ајде, девојки, јавувајте се на 023076677. Постојат три разлики во однос на темпераментот, методите. Имаме еден гледач, извини. Имаме? Да, ајде да го слушнеме. Здраво. Здраво, здраво. Се слушаме ли? Дали се слушаме? Јас еве ќе повторам златно правило, намалете го тонот на ТВ приемникот на 0 за да може да се слушнеме. Баш се радувам, што една таква емисија рекреативна, така интересна и поздрав до фотомоделот. Јас 89-90 година бев инспириран за фотогеничност во цела Југославија. И еден човек, јас пеесам за старите холивудски звезди, јас сум Коста Бурбов од Струмица. Награди добивме сертификати од цел свет со Мерлин Монро, што цртавме со Грейс Кели. Можете да ги погледнете на Фейсбук. И толку сум среќен што Чичко Светислав ме направи портрети, групна портрети со Майкл Џексон, со Елвис Пресли, со Грейс, Лорен Бекон. Цел свет преку таквото, добивавме награди, сертификати и тоа ме прави среќен. И се уште последната беше со Тоше Троцки, Мерлин Монро и јас тоа е една таква комбинација интересна направена. Дали може би имате прашање до Андреј, да ги искористиме тоа што сте на линија? Му посакувам се најубаво. За комплименти, фала ви, се црвени. И во бившиот е симпатичен и се најубаво му посакувам, на него. Андреј, еве имаш... Пофалби на тебе. Најмногу кој што ќе така му биде. Благодарам многу што ни се јавивте.
Благодарам многу што ни се јавивте, Андреј. гледаш. Ви посакуваат, ти посакуваат многу успех, но имаме уште еден гледач и тоа ми се допаѓа. Здраво. Здрав, здрав. Здрава, Добар ден. Кој ни се јавува? Ребека. Ребека. Колку убаво Сакам име. да ви кажам дека одамна, навистина одамна не сум видела ваква типично машка лепота. Браво за момчето и не ме изненадува што има толкав успех и надор од нашата република. Тео се Типична радува машка на лепота. комплиментите на Андре. Но да знаете дека Андре навистина е и неверојатно успешен, што значи дека е трудолюбив и голем професионалец. Вака, значи Господ му дал типична машка лепота, трудот мора да се вложи за да се успее и ми се допаѓа она неговото стратување, додворување како во старите времиња, а не Не познаете статура. Браво, браво за Андреј. Многу го поздравувам и еве еден бакнеш од Ребека. Поздрав, чао. Чао, чао. Ребека, голем бакнеш и од нас благодарам што се јавивте. И Андре, еве да се навратиме на оно што сакав да те прашам, важно. Колку се разликуваат, например, си бил во Шпанија, во Србија. Можеби Србија ни е најблиску, но менталитетот, храброста, начинот, постојат три разлики кога станува збор за додворување, охрабрување, попристапно ли Да. комуницираат? Па, дефинитивно има разлика. Значи, дури и Србија различен е менталитетот. А јас би кажал дека е сличен, но сепак различен. Мене лично ми се има случајно и во Србија, и каде што бев во Барселона, значи, таму женските лица тие едноставно се похрабри, односно тие се како поотворени како личности и се има случајно тие први да стартуваат и да се додворуваат. Значи, без никаков проблем или без никаков срам. И јас мислам дека, бидејќи во денешно општество и 21 век, мислам дека тие работи помалку се нормализираат и кај нас. Така, односно, и женските лица да чувствуваат, значи, да имаат таа слобода која имаме и ние, односно и тие први да не стартуваат и да се додворуваат, се разбира. И сега мислам дека таа слобода никогаш не е вулгарна, наметлива, Да. туку слободата е едноставно да бидете она што сте. А Андреј, Да. што треба да очекуваме во иднина од тебе, бидејќи неодамна имаше една ревија во Музеј на современа уметност, мислам Јована Филиповиќ, па и ти беше дел и учесник на таа ревија, дали еве има нешто во план, што да очекуваме од тебе до нова година? Па да, до нова година се разбира дека има план и јас во моментов заедно со мојата агенција чекаме на договор од странство. Сега се уште не можам да ја кажам државата затоа што договорот не е стигнат, но се чека тој договор и се очекува да бидам во странство на неколку месеци и да работам повторно вакви исти проекти. Андре, јас исто така како и Ребека и како претходниот гледач ти посакувам многу успех, па во некоја наредна прилика ќе раскажуваш за додворувачи. Еве, мене ќе ме интересира за додворувачи од некоја друга земја, бидејќи шпанците генерално веќе не се оние што беа, барем за мојот вкус. Да. Благодарам уште еднаш што беше дел од Црвена линија.